Денешнава пресконференција е свикана со цел изворно да ве информираме во врска со активностите што Министерството за внатрешни работи ги преземаше ноќта помеѓу 18 и 19 ноември, односно во раните утрински часови на 19.11.2017 година. Имено, врз основа на претходно добиени оперативни сознанија дека во голем број на угостителски објекти не се почитуваат законските прописи во поглед на функционирањето на правните субјекти. Потоа, незаконски престој на странски државјани на територија на Република Македонија, употреба на наркотични средства во угостителски објекти, управување на возила под действијство на алкохол и слично, Министерството за внатрешни работи во соработка со Управата за јавни приходи и Државен пазарен инспекторат реализираше акцијски контроли на повеќе подрачја на територијата на Република Македонија. Имено предмет на контроли вчера беа сектора за внатрешни работи Тетово, сектора за внатрешни работи Велес и сектора за внатрешни работи Битола. Контролите почнаа во различен временски интервал, односно после 22 часот, како што беше случајот во Прилеп, а продолжи се до раните утрински часови на подрачјето на СВР Тетово и СВР Велес. На подрачјето на СВР Тетово, односно во Тетово и Гостивар, контролирани се вкупно 31 објект. При извршените контроли на 19 објекти од страна на Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат, изречени се мерки забрана за вршење на дејност во траење од 15, односно 30 дена за непочитување на законските прописи, согласно Законот за регистрирано готовинско плаќање, односно на издавање на фискални сметки, и Законот за угостителска дејност, физичко лице кое врши угостителска дејност без да се регистрира во регистар. За време на спроведувањето на акцијската контрола приведени се вкупно 26 лица, од кои 16 македонски државјани поради поседување на наркотична дрога и непоседување на документи за лична идентификација и 10 државјанки, од кои 9 на Република Србија и 1 на Република Црна Гора, поради злоупотреба на туристички престој во Република Македонија и нерегулиран престој во Македонија. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Од извршениот преглед на лица и гости во објектите, кај повеќе лица се пронајдени паковки со прашкаста материја. Лицата се приведени во ПС Тетово и ПС Гостивар за понатамошна постапка. Од страна на Министерството за внатрешни работи контролирано е работењето на агенциите за обезбедување, при што поради сторени прекршоци од Законот за приватно обезбедување на додреден број на лица, македонски државјани им се издадени записници за констатиран прекршок и изготвени се прекршочни платни налози согласно Законот за приватно обезбедување. Како што напоменав, контролирани се и повеќе објекти на подрачјето на СВР Битола, но таму не се констатирани посериозни недостатоци. Од страна на сектора за внатрешни работи Велес, односно во градовите Велес, Кавадарец и Неготино, ноќеска беше спроведена и зајакната акцијска контрола во врска со управување на возило под дејство на алкохол, при што беа алкотестирани вкупно 232 возачи и при тоа кај 29 возачи е утврдено присуство на алкохол. Министерството за внатрешни работи, во соработка со другите институции, ќе продолжи со вакви контроли и во наредниот период. Сакам да напоменам дека при спроведувањето на акцијската контрола не е констатирано нарушување на јавниот ред и мир. Ова беше нашето кратко обраќање во врска со синоќешната акција. Доколку имате дополнителни прашања, поверете ви стојам на располагање. Мал број на лица се, три лица се, кај три лица утврдено дека не поседувале службени легитимации, меѓутоа кај нас предмет на обработка се комплетно агенциите за обезбедување, значи во поглед на добивањето на одобрение за работа, нивните лиценци и се вкупното финансиско работење. Меѓутоа, како што напомена и министерот на претходната пресконференција, набрзо кога ќе ги завршиме овие проверки, ќе излеземе исто така со званично соопштение во јавноста. Само уште едно прашање од теренот, велат дека влегувате во локалите
со специјалци. Може ли да ми појасните зошто? Ова го прашувам во контекст на тоа дека на комбинатата владеачка гарнитура беа опатени неколку критики во однос на полициските присуство на специјалци. Во ред, ќе ви одговорам и на ова прашање. Значи, во текот на синоќечните акции учествуваа полициски службеници од повеќе организациони единици. Учествуваа полициски службеници од одделот за специјални полициски операции, од одделот за крим полиција, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес, Тетово, Битола, учествуваа полициски службеници од криминалистичката полиција. Ние вчера извршивме увид во работењето на 31 објект. Ние во сите тие објекти не влеговме со припадници од одделот за специјални полициски операции, туку со припадници од одделот за специјални полициски операции влегуваме онаму каде што врз основа на претходна безбедносна анализа ќе се констатира и утврди дека безбедноста е од висок степен, односно од голем ризик, и од тие причини во поддршка на редовната полиција и на инспекторите од Управа за јавни приходи и Државната пазарна инспекција ги ангажираме колегите од одделот за специјални полициски операции да помогнат и интервенираат во случај на поголемо нарушување на јавниот ред и мир. Ние вчера во градот Тетово не влеговме во сите локали со припадници на специјалните полициски сили. Малце надвор од темата, докаде истрагата во врска со пукањето за време на прославата после првиот круг во Шуто Ризари, за кое што имавте и видео. Единствено што беше најавено од МВР дека се придадени материјали до обвинителство, но повеќе ништо нема од кај вас. Компаративно да речеме со убиството на Јанушев, успеавте екстепресно брзо, околу 10 дена ви требаше да се посочи виновникот, кој што нели го барате, но зошто уште нема ништо за ева конкретно овој случај? Мислите за пукањето во Шуто Ризари или за пукањето? Во Шуто Ризари. Министерството за внатрешни работи, значи презема мерки и активности вклучително за сите настани кои што се од нашиот домен. Во зависност од тоа со каков степен на интензитет и брзо ги рачистуваме работите, така и јавноста информираме. За досегашните преземени мерки пратено известување до обвинителство. Јас се надам дека набрзо ќе излеземе со конкретно соопштение каде што ќе бидат офатени сите мерки активности што ги имаме преземена од наша страна. Дополнително во однос на истиот контекст, исто имаше пукање и на прославата и на ДУИ. Да, затоа и ве потпрашав дали сакавте воедно да одговориме и на двете прашања. Значи и на тој план од страна на секторот за внатрешни работи Скопје преземени се мерки активности, повикувани се лица на разговор, обавен е разговор со нив, се обезбедуваат дополнителни доказни материјали кои што ќе бидат како дополнителен аргумент во поглед на рачистување на самиот настан. Појаснување, во локали се влегуваше само на територија на СВР Тетово или на територија на СВР Битола? Значи во локали се влегуваше на подрачјето на СВР Тетово, СВР Битола. На подрачјето на СВР Велес се работеше Алко да си